Добро, незадоволството на просветните работници во основните и средните училишта започна минатата година, 2015 година, веднаш по прекинување на штрајкот кој беше закажан од страна на Синдикатот за образование и наука на Македонија. Бидејќи беше така прекинат штрајкот, наеднаш во недела соопштено од страна на Министерството, а не соопштено од страна на СОМ кој беше иницијатор за штрајкот, се појави уште поголемо незадоволство кај голем дел од просветните работници и токму заради тоа почнаа во март, тоа беше во февруари, штрајкот се прекина, во март започнаа протестите на наставниците под плаштот на она што беше тогаш као нешто модерно создавање на пленум, беше студентскиот пленум, па наставничкиот пленум, средношколскиот и така натаму. Два пати излеговме на протести. Наистина беше мал бројот, мал одзивот и така натаму, можеби од целата ситуација што во државата се случуваше во тоа време. Имаше објавување на бомби на опозицијата и така натаму. И притисокот кој го создаваше власта и се уште го создава во делот на образованието во Република Македонија, поготово во основното и средното образование. Високото колку толку се изборија професорскиот и студентскиот пленум за измена на законот, мада до ден денеска нема никаква измена направена, иако формираа некои работни групи, ние воопшто не бевме нити сослушани, па камо ли да дојдеме до некои решенија. Нудевме измена на законите за основно и средно образование, значи нови закони да се донесат, не оние закони кои претрпуваат по 20 измени годишно, измени и дополнувања по скратена и брза постапка и така натаму. Нудевме нови закони, работевме на тие нови закони, работеше една екипа од 74 наставници, 9-10 правници, адвокати и така натаму, кои сето тоа ќе оспакуваат во убави закони. И тие се уште закони во оптек за предлог. Ако најдеме расположение кај некој од политичките партии и пратениците ќе биде добро, ако не, тогаш ќе одиме со собирање на подписи, ќе ги дадеме во собраниска процедура да видиме дали има расположение, можеби и кај новата власт, за да помогне за да се создаде квалитетно образование, бидејќи денешно образование како такво е испод дното на образованието. Тоа е голем притисок. Значи во делот на основното и средното образование се прават такви притисоци што дури некаде можеби и не се издржливи, некаде не се издржливи, некаде се преминува преку таквите притисоци со притисоци од закани за бркање од работа, притисоци од одземање на часови, да кажеме кај наставниците, намалување на фондот на часовите и така натаму, до одземање на класните раководства, па уценување, сочленување во синдикатот и така натаму. Тоа се страшни притисоци, поготово што таквите притисоци ги чувствуваат оние кои не се членови на владеачката партија, нели? Оние кои не членуваат во ниедна политичка опција или се членови во некоја опозициона партија, тој притисок кај нив е најголем во моментов и тој трае со години, не е само оваа година, трае и се уште трае. Без разлика што да речеме и распуштени парламентот и се чекаат избори така натаму, се уште трае и ден денеска ги имаме притисоците такви. Условување со работното место е најчестиот пример, затоа што од она како што синдикатот излегува со бројка, да речеме, од 30.000 наставници во Република Македонија, од 30.000 наставници рачунајте дека околу 6.000 наставници се на определено работно време. После 2 години, според законот за работни односи и после полагање на стручниот испит и така натаму, работодавачот е должен да го трансформира работниот однос, но голем дел од наставниците, дали тоа не го знаат или па не сакаат да го знаат, затоа што ако се од владеачката класа, да речеме, не им е потребно тоа, нив им е сигурно работното место, без разлика што е и како, но има една многу убава работа во тоа. После изминатиот период, да речеме, на приправничкиот стаж, полагањето на стручниот испит и така натаму и достигнатиот минимум на години без прекин
на договор, секој има право според Законот за работа да си поднесе тужба до граѓанскиот суд, односно Основниот суд 2 во Скопје и да си го оствари тоа право за месец дена. Мене не ми е јасно зошто тоа не го направат голем дел од наставниците, иако неколку пати јас имам потенцирано за таквата работа. Имаме во тој дел во 2015 година само 23 наставници успеале преку тужба да си остварат своето право, да го трансформираат работниот однос, а останатите 5000 и нешто не сакале и не можеле. Али верувам дека не сакале затоа што нема поднесено поднесоци тужби. Ако сакале ќе поднеселе и тоа ќе се завршило како такво. Јас знам случаи каде што да речеме има на определено работно време се уште кои работат 12-14 години. Значи може ли во претходната гарнитура на власта да го остварат своето право и така натаму, се уште не го оствариле. Во меѓувреме се смени и законот за основно образование со тие итни, неодложни и така натаму измени во законите. Сега не можат тие што се со завршена виша педагошка школа, поранешната која беше, сега не можат да го остварат тоа право. Значи не можат да го остварат. Според законот вика дека наставник може да биде лице со завршено високо образование. А порано во законот стоеше со виша и висока. И тие што се затекнати на определено работно време, со виша си остануваат и понатаму, не може да го остварат своето право нити преку суд, нити било како. Па во делот на притисоците јас кажав дека имаше страшни притисоци и се уште ги има. Оваа година се виде, бидејќи минатата година тоа до септември некако се такалаше и така натаму, затекнати беа оние кои водеа, да речеме, наставници, професори кои водеа класови од прва година па до четврта мораше да ги извадат како генерации. Оваа година од септември месец веќе настанаа проблеми дека и голем дел од оние наставници кои учествуваа на протестите, дали биле членови на наставничкиот пленум или не биле и така натаму, на крајот краиштата не се не гледаше на протестите кој е член, кој не е член. Ние излегувавме на протести како наставници кои не се задоволни од моменталната состојба во образованието. Оваа година, од почетокот на оваа учебна година 2016-2017, најголем дел на наставници кои учествуваа на протестите не добија одделенски часови. Друг дел од наставници кои учествуваа на протестите им беше намален бројот на часови. Оваа година тие кои учествуваа на протестите им се скратени тие часови, остануваат само со пола фонд на часови или со четвртина фонд на часови или се разместуваат и во други училишта и така натаму. За синдикатот не можеме да говориме дека ние можеме да имаме силен синдикат. Во Македонија не може да имаме силен синдикат во вакви услови. А и други услови ако дојдат, без разлика дали ќе се смени власта или нема се смени, силен синдикат во ниедна фела нема да има, камоли па во образованието, и ако викаме дека образованието е силата, значи да се подигне свеста кај наставниот кадар дека тие се тие кои треба да го прават образованието, не се политичарите кои седат во тие пратенички клупи кои ќе го прават образованието. Донесувањето на нови закони мислам дека ќе го реши проблемот за подигање на степенот на образование, но ако за донесување на тие закони има расположение кај власта, без разлика која и да е, ако да се почитуваат. Доколку не се почитуваат, џабе ќе биде носење на било какви закони. Во Македонија столб на државата е образованието, а не е чешмата во некое село што ќе пресечете лента и готово. Столбот на државата го поставивме со сечењето на лентата на чешмата.